Аспасија се на тоа и ќе прашувате. Како се викаме, сигурно сум на бабата крстата. Аспасија. Затоа сакам да... Иначе тоа татко ми само од маќа врател, мајка ми нека не се лута. Растев со баба која што беше доминантен тип во куќата, која што навистина беше еден амбициозен тип, она инаку беше слепа од 12 години од војната, да, по нејза се водев дека ако си доволно упорен, амбициозен, храбар низ животот, ќе можеш да ги постигнеш сите нешта кои што си ги замислил, стално да работиш. Немој да се оставаш без работа. Без работа никако, жена без работа не бива. Баба ми Самулка викаше, бабе, рамен на тебе да најдеш маж. Рамен на мене, па видите се, ја на пример сакам и малце понадме од на мене, ама тешко некако оди тоа, некако е тоа рамен. Што е? Еден ден на некого ќе му спремаш топ. Кристина го применуваше да не се расправате пред малиот? Па затоа што другата страна не го свати тоа, затоа и се раздели, затоа што сакав моето дете да расте во здрава средина и сега моето дете веќе полни 9 години е со здрава психа, насмеан, среќен и нема допирна точка со ништо што е лошо и тоа мислам треба да е мисија на секој родител. И ми ги набројува и кога требаше да заокружам разведена, тогаш сватив дека не ми е пријатно. А се река, окей, divorce. Таткото не треба да заборави дека е биолошки татко. Така и тоа, тако го се Јас слагам. многу добро памтам со кого бев, но се е до родителот. Овозможено од Mint Fintech групација P2P, Осоговски млечни производи. Поддржано од Лимак Хотел, Натура Терапи, Прохигиена, Ладрија Козметикс, Захарчев Винарија, Флорадикс, Сија Флауърс, Кенди, Бела Пац, New Age. Само нека прозвучи нешто конкретно. Добре ми дојдовте, ова е нешто конкретно, јас сум во Хотел Лимак. Денеска ќе го поставам прашањето кој ја учи жената за тоа колку вреди. Па ќе поминеме низ разните животни фази и ќе прашаме што не научиле бабите, што не научиле родителите, што не научиле поранешните дечковци и сопрузи, што не научиле сегашните партнери и сегашните надредени. Имам денеска со мене 3 гостинки, па заеднички ќе го одговориме прашањето. Значи, што ве научиле, драги дами? Што сте вие? Злато ли сте или сте бижутерија? Дали сте можеби диамант или можеби ладен камен? Дали сте капка на дланка или ве научиле да пиете крв од сламка? Таа е жена што одбива да биде мерена и вреднувана по туѓи стандарди и аршини. Туку реши да постави своја мерна единица и во професијата и на позицијата. Таа е професорка и докторка Аспасија Софијанова. Таа покажа како се застанува во првите борбени редови под сонцето и како се сака земјата со срце и мелодија. Да беше едно друго време, ќе ја наречевме првоборка, Бојана Скендеровски. Таа е жената која сама низ годините се спротиставуваше на злите јазици и погрешни толкувања и вреднувања. Стоеше цврсто на нозе и тогаш кога дуваа оркански ветрови. А од неодамна е прво бренд лице на државната лотарија, Кристина Димитри. Нешто конкретно. Добре ни дојдовте. Драги дами, како сте ми? Сите вака заедно, одлично. Одлично, баш ми е драго и верувам дека таков ќе биде разговорот. Ајде да го одговориме тогаш првото прашање. Како се чувствувате вие? Како диамант? Како злато? Дали сте имали некогаш чувство на бижутерија? Дали може би сте научиле дека треба да бидете капка на дланка или, не знам, некому цицате крв со сламка? Си прашам, Софијанова се насмевна, значи цицала некаде крв, кој заслужил? Нешто. Веројатно, ако треба да бидем искрени, не. Па јас осеќам како диамант. Да, сега. И јас. Увек или помалку. Кристина, ти? Јас се чувствувам како личност која што вредноста сама на себе си ја дава. Во превод, се што ќе вложиш самиот во себе си, на крајот тоа најмногу ќе ти се исплати. Така, диамантче, значи? Па, Не брусе. тоа е некако повеќе ми е материјално, некако, Добро. но да. Добро, ама метафорични, сега зборува. Ето, нека биде диамант. Нека биде добро, 3 диаманти овде да плескаме заедно сите. Може? Добро. Да почнеме со ред. Значи, првично вредноста нели ја добиваме од дома и јас ќе почнам нели со она домашно воспитување. Најчесто примерот го гледаме во мајките, во бабите.
Ајде да видиме од бабите што сме научиле или што, нели, она што се гледале бабите, што правеле. Мојата баба, например, никогаш не била нервозна. Никогаш не се туфкала дека за нешто нема да стигне. Не знам. Како беше Моите кај две тебе? баби ги паметам многу добро, бидејќи мајка ми во тоа време исто работеше, така да јас доста бев негувана, да кажам, од нив и сум многу благодарна и од едната страна, од татковата страна, и од мајкината Како се страна. викаа бабите? А спаси се рад, тоа и ќе прашувате. Како се викаме, сигурно сум на бабата крстата. А спаси ја. затоа сакам Едната, да- иначе тоа татко ми само одма ќе врател, мајка ми нека не се лути. Тоа да бидеме реални. Едната Аспасија, другата Меропи или Даница во превод. Двете мои баби беа исклучителни господи. И сум многу горда на нив, веќе вака кога ме потсеќате. И едната и другата има факултет, едната во Солун, другата во Белград. Вистина тоа време. Да. И едната баба и другата баба. И тоа едната била краљева питомица во тоа време во Белграда. Каква После се красота. омажи во Крушево, ама многу бил убав дедо ми. Тоа било причината за која се омажила во Крушево. Од војводите ли бил? Така и сега што да правиме? Иако и двајцата од мајкината страна и таа баба и тој дедо ги паметам, они беа и високи и убави така. И сега јас малце вака висината ја зедов од другава страна, од татковата страна, не може се. односно па не може да, али лича ми доста и на другата баба на која што и го носам името, која што била економист и која што има завршено економска школа, се вика тоа, која била рамна на факултет во Солун. И кога ќе видите сега од мојот друг дедо се викал Џоџа или во превод Ѓорги, стари власи се тоа, и така да растена сум била во центарот на Скопје, има они куќа во центарот на Скопје и се сеќавам многу добро дека секоја недела во тоа време ме носеа во црква. Ете, некој ритуал го паметам во некоја духовност која што сега многу ми значи, бидејќи низ годините како се граде, веројатно духовноста ме остави да бидам стамена за многу работи, бидејќи знаете како, вербата во тие времиња, некои такви какви што беа, не беше толку многу тој имплементиран сегмент во од Дури и забрануван бил, нели? Да, не кажам, да не речам забрануван. Да. Но, ете видите, јас пошто пак ќе кажам, родителите мои високо образовани, двајцата беа на работа и двајцата доктори, можете да замислите колку време поминував јас со моите баби и сум среќна бидејќи и од едната научив баш она господственото, тие капи, тие црвени ногти, кои што нема да еве ги, уште ги имам. И дури Од каде набавуваа тогаш лак? Па, од каде не знам, мислам дека имаше, И во тоа и во тоа време. ќе се А кој ве најде. научи да штедите, Аспасија? Ау. Пошто тоа Ево, влашко генот морам на да влашите, кажам, тоа ни се раѓа. Ете така да генетиката не Не сум ама знам, имам многу пријатели. Се раѓаш со касичка. Да ви кажам сега, дури вистински ако важеле оние закони така наречени дека се штедливи власите, а не бе баш толку популарна во тој дел, меѓутоа реално како Домаќини. возрастниот период одминува, јас се повеќе станувам баш онака влашки настроена. Признавам, еве нека знаат сите, дури што би рекла, ако треба фрижидерот ќе го отворам дали свети светилка така што затворам. Се шалам, сигурно не е така. Што би рекол татко ми, малце сум имутирана влајнка, значи уште не сум во тој правец скроз. Ама, не мислам дека тоа така лошо, зашто локацијата на парите веќе е многу битен фактор. се А знае, локација на да, парите. парички, Така си е. Твојата баба? А или јас твоите две исто баби? растев со две баби, едната се викаше Даница, а другата се викаше Самуилка. Али колку убави имиња, значи стварно. Едната ми беше дома, нели на татко ми Самуилка беше дома и таа беше многу поразлична од Даница, зашто двете беа сосема различни карактери. Едната беше кротка и питома и мирна, ама ги решаваше работите на еден поинаков начин, а Самуилка беше борбена и беше глава во куќата. На нејза сум. А името? И пееше. Чекај, а името? Името, баба ми беше многу интересен тип, не си го сакаше името, не знам зошто. така. И знам дека кога сум се родила му рекла на татко ми и на тетка ми, демек деца по мене нема да крстите. Крстете си ги како сакате, да. Па добро се не знам. Така рекла, не сакам да крстите по мене. Растев со баба која што беше доминантен тип во куќата, која што навистина беше еден амбициозен тип, она инаку беше слепа од 12 години од војната. Да, среќа имаше само, немаше вид, не беше никаква друга физички недостаток и по нејза се водев дека ако си доволно упорен, амбициозен,
храбар низ животот, ќе можеш да ги постигнеш сите нешта кои што си ги замислил. Таа сама ја чистеше куќата, сама готвеше, ги тераше незините деца да завршат факултет, ги контролираше, мислам тој беше некој императив дека образованието на прво место, иако таа немаше високо образование, ама беше многу амбициозна и она секогаш ми беше некој пример дека жената треба да биде силна и треба да биде храбра и честопати поради тоа што се содружуваше со постојани стигматизации во општеството, нели како слепа жена хендикепирана, постојано беше на удар дека е неспособна, дека нема да може да биде како другите нормални нели жени. Такво беше општеството и се уште е такво. Не сме зрели како општество. 3 пати повеќе се трудеше и 3 пати повеќе се бореше. Мислам, секогаш ми била пример дека жените и во било каква состојба на спреченост можат да ги постигнат своите цели, а инаку исто и мајка ми имаше огромно влијание во создавањето на мојата позиција како жена, затоа што Чекај, значи свекрва и била, така? Да, свекрва. Да, значи свекрвата и снаата. Значи свекрвата и снаата, да, и доминантни типови двете се. И мислам баба ми да беше, да, имаше разноразни ситуации, ама на крајот пак се сака и се почитува, ама и двете беа доминантни жени во мојот живот и веројатно таа доминантност, таа потреба да се успее, таа потреба да се одржува семејството, да се води семејството на можеби еден суптилен начин, да бидеш глава на семејството, мислам да го водиш, или секогаш татковците и дедовците беа тие првите, ама они на некој свој начин беа лидери во домот и го наследив тоа како особина. Одлично. Кристина, кај тебе, бабите? Кај мене бабите, едната се викаше Кита и не ја изгубив на многу мали години и јас сум копија. Баш ме потсети Бојана многу слична судбина, другата баба е тотално нежна и дамска жена, тоа е мајката на мајка ми, а мајката на татко ми е буквално јас. И секогаш кога ќе ми рече на кого па ти на твоите, као твоите се многу нормални луѓе. Јас секогаш викам добро, да, мислам јас сум. Да, ама баш таа борбеност, значи она ми го всади тоа, ама и си го наследив некако од неа. Од другата баба, пак оние вредности, секоја среди петок јас постам, тоа ми е баш од неа наследено, неа изгубив пред година дена. Сите оние работи и она дамско однесување, сето тоа ми е, да кажам, затоа сум поделена некако. Комбинација. Секогаш викам дека сум, да, имам и борбеност, но имам и нежност. Баба Кита и другата? И Славјанка се викаше другата, да. Да, многу убави се имињата. Еден случај кога го памтам од баба ми Даница, таа помирната баба, стално викаше Чедо, стално да работиш. Немој да се оставаш без работа. Без работа никако, жена без работа не бива. Точно. Еве во тие времиња, да речеме пред 50, 60, 70 години, беа со воспитување дека жената треба да работи. Треба да не седи да биде дома само во дома. Да нема време да мисли на глупости, пати со глава. И да има свој буџет. И да има свој буџет, тоа е многу важно. За буџетот не знам во тоа време како било, дали ги носеле мажите парите дома. Да, допринесуваш во буџетот, нели? Да. Сега тоа е многу важно. Да допринесува. Има некоја реченица по која памтите од бабите баш онака да ви останала? Или како кај Бојана? И уште една памтам дека им се сетат. Баба ми Самилка викаше: "Бабе, рамен на тебе да најдеш маж." Што значеше тоа рамен на мене по висина ли? По образование ли? По каков статус не знам, ама викаше: "Бабе, рамен на тебе." Тоа на почетокот не го разбирав, пошто нели во младоста ти се допаѓаат разноразни ликови кои што можеби нели не се одветствувате. Ама подоцна во животот сватив што значи. Така. Твоите баби кажували рамен на тебе да најдеш? Рамен на мене, па видите се, ја на пример сакам и малце понадме од на мене, ама тешко некако оди тоа, некако е тоа рамен. Што е? Како вика да ги надминеме за да им бидеме рамни. Тоа значи вака некако да оди. Ама паметам дека и двете ја имаа способноста да од мене создадат човек во кој ќе се препознае
оној вистински што е, значи да бидам тоа што сум. автентично. И автентичноста и буквално тој дел и без разлика дали они го кажале или не стои во мене, вака низ годините го чувствувам тоа дека без разлика колку и влијаеле одредени ситуации, меѓутоа останав иста, јас сум иста од пред прашате ги тие шучевме Да не си лицемерна, веројатно, да не глумиш, да не... Да си го држиш својот став сепак со одредени мали граничници. Имаш ти нешто баба што рекла, не знам, и во изборот на партнер можеби или не знам куќата да биде секогаш чиста. Па таа храброст ми е таа баба и секогаш ми кажувала да не се плашам од ништо и она ми беше мој заштитник кога бев малечка, бидејќи секогаш машките после школа, не знам, не ме пуштаа си идам дома, ми правеа така некои сплетки, она доаѓаше и она ми беше како херој и некако таа улога потоа ја превзедов јас во животот. Сега јас сум тој некој херој, да кажам, на мојата фамилија, а од другата баба научив за трпението, но го научив сега на овие години, затоа што додека си млад мислам дека тешко сваќаш некои работи. Каде се Но сега трпението е се најважно за се и во бракот, и во работата, и во се истрајност и тоа што сакаш не може да ти победне. Така, било тоа некаква карактеристика на тие жените од нели порано да бидат трпеливи, да бидат тивко, ние некако се избувнуваме, нели ние се некако сега веднаш одма. Ма тие не се разведувале на секоја капга. Не се. Нели? Тоа се подразбирало дека тоа е дел од нели секојдневниот живот и се прилагодуваш тој на твоите карактеристики, ти на неговите. Тешко ние сега преќутуваме, нели, да се кажам, јас иако знаеле. Вајда ни е стресен животот. Тогаш поинаку живееле, тогаш да работеле до 2 до 3, си правеле зимници, си меселе, си правеле јувки, кога е дошла сезона, си плетеле. Си имале сите исти статус, значи пари исто. Поинаку било, сега ние бркаме многу работи, многу надпревар постои. Да, тоа си го право, веројатно заради надпревар. Да, многу гледаме кој има, што има, до кај стигнал. Не знам дали се надпревар. Тоа ни прави притисок. Ја, например, воопште тој момент баш и го немам, не приметувам другите што околу мене, јас мојот пат го гледам, тоа некогаш е добро, некогаш не е добро. Затоа веројатно имам доста карактеристики што ги кажавте вие на самиот почеток, но пак ќе кажам, транзицијата во општествените ситуации што се случувале имаат влијание врз нас и врз презентирањето на одредени карактеристики кои сега, апропо на трпението, морам да кажам дека сепак тоа е особина која е возвишена особина. Да бидеме реални. Јас, например, имам трпение страшно во работата и не се препознав си во секојдневниот живот, знам да бидам и ваква и таква и секаква. Меѓутоа во работата па например сум исклучително трпелива и можам да чекам и да почекам и тоа ми ги давал на најголемите успеси. Значи тоа е голема мудрост што спомнав. Така и исто се додека се надпреваруваш со некој друг, ти не можеш ти да напредуваш затоа што константно ти размислуваш што ќе направи другиот. И јас секогаш се надпреварувам со самата себе си затоа што само така имаш успех, си подобар и тогаш тоа е успехот, само така. Сега кога сме кај семејството, сигурно постојат или не знам дали се правила или некакви сваќања кои што вие подосна сте разбрале или сте дошле до сознание дека епа не треба така. Има ли нешто што вие сте го смениле како жени кое што не важело во семејството, не знам да речем. Мора да се има сготвен ручек, да речеме. Јас имам така ли добро патив на тоа. Да речеме јас добив еден совет од мојата свекрва, сега иако ме гледа, да речеме, меѓутоа тоа е нејзино правило. Ми рече, немој дома никогаш да бидеш несредена. Секогаш треба да бидеш средена за сопругот. И на пример кога јас ќе се вратам нели вака од снимање, ќе ми рече не ја бриши шминката. Јас едва чекам нели да ја симнам. А жената, значи се уште и ден денеска секогаш е средена, нашминкана, но на пример јас да речеме тоа не го прифатив. Затоа што мене некако не ми одговара. Тоа ми го има кажано и мене мајка ми, и јас го применувам. Сад не често, ама го применувам. Се трудам, нели? Да заради децата најмногу, затоа што сакам јас да бидам и на ќерка ми на син. За ручекот зборуваш или за... А за ручекот тоа го тргнавме. Значи, сготвен ручек ама не мора. готвам се, не сум до толку. Добро, окей. Една работа што ја правам, мајка ми што не ја правеше, јас сватив дека треба да ја правам, е тоа што, например, мајка ми беше мајка која што беше 100% посветена после работното време на мене и на сестра ми. Тие многу малку патуваа со татко ми во тој период додека ние раставме, бевме тинеџери.
Таа беше жртва, нели, затоа што татко ми имаше поинаква професија, па тој вложуваше во својата професија и така беа договорени, нели, таа работеше стандардна работа, беше дома повеќе со нас, не контролираше, хранеше, пеглаше, носеше и така натаму. Ама многу малку време имаа за себе со татко ми. Так. Значи живееа онака баш стандарден живот. Немаше викенди, одење, премногу излегувања во тој еден период од 10 години кој што јас го паметам. И сега јас тоа не го правам со својот сопруг, затоа што сватив дека јас и тој, ако живееме во една хармонија, Така, имаме убав однос и сме среќни, задоволни од нашиот живот меѓу мене и него, сметам дека и децата посреќни ќе бидат. Затоа што многу помалку има, например, нервоза и незадоволство и презаситување, да речам, ако јас и тој имаме и свој приватен дел од заедничкиот живот. Тоа барем јас го применувам во мојот брак. Одлично. Јас морам да кажам дека делот кој што е врзан со одредени работи што сум ги гледала и ден денес ги гледам кај моите родители и кај моите баби дедовци што ги споменавме, ми се допаѓа. Тоа е дека сепак постои една фамилиарност во делот околу ручекот, правење ручекот и сега дури сум фан на тоа да правам ручеци и мислам дека добра организација на време. Ама и порано. И да ако се добро јас сум плацкала со едната нога дете, па уште едно дете, па сум спремала патофизиологија, као сега ми текнува леле, мајко. А ручекот се вратам назад, а ручекот крчка тука. Па добро сега, тогаш не мислам дека било лошо. Така. Од овој агол гледано, дека во принцип ако се добро организираш, некако добро изменаџерираш и нормално и другата страна треба да ги има работите во кои се разбира одредена помош би следала, пошто две деца, јас имам две ќерки исто, веќе се големи, јас сум и баба дури. Така да сите тие работи сега од овој агол гледано, мислам дека една добра организација во себе, значи светрно од себе, во себе, правиш добро, ќе ти се врати вака, ако го направиш тоа, ќе ти се врати на друг начин. И некако јас, пошто го сакав успехот и во кариерата, не кријам, ама тоа не дека требало тоа да го сакам или не, тоа внатре во мене, знаете што во животот го постигнуваш тоа ако ти го носиш во себе тој момент. Така да не било лесно и едноставно да учиш, да гледаш деца, да бидеш добра домакинка до некаде. Ама домакинка не го сакам како израз. Значи да ти е дома средено така за да можеш да си ти да функционираш во тоа. Да. Ти да функционираш. Така и кај е. мене доста од работите се сведува на тоа да јас се најдам во тоа што го правам. Ако е хаос по дома, јас се снаоѓам, знам кој е кај ми. Кој е кај Скокам мене? преку него. Ама сето Знам тоа каде да што има се фрлила. некаква врзаност Креативен хаос. во тоа што ќе биде волкоци и овците наброј. Е некако влашкото тука издоминира, морам да признам. Така. И волкоците и овците наброј. Добро, Менеджмент. кај тебе нешто прекина некаква си правило ти во твоето семејство? Па не, јас го продолжив. Мислам дека мајката Така? навистина е пример, да, и кога јас бев во брак, мајка ми беше со мене на телефон и така она ме учеше преку телефон, затоа што е релативно млада, се Да, омажив. 19 Нема време ни да имаше, научам да. дома. Од 17 бев заедно, нели, прво помашко и учев и се знам, мислам, научив да спремам и има една анекдота каде што бившиот ми кажа: сега на мене се учиш, еден ден на некого ќе му спремаш топ. Нека секете след брак. Самиот испрати во универзум, јас не е до мене. Па добро, супер. Така си испадна, да. Видиш предноста кога ќе се омажиш помлада. Секој научиш, Така си да, имаш ако рано дете. ручаш, ќе имаш време и да вечераш, така вика. Тоа е правилото. Добро. Добро, уште нешто да ви текнува што не применувате, а некако важело за мајките? Или тоа е тоа, да преминам на друго прашање. Мајка ми цело време викаше дека треба да биде испеглано, например, ја викам, на мене ќе се испегла. Да, јас Подобро така, што некога да. испеглано мора да се сложи. Па добро, ама на новата мода па може и гужвате си. Да, си го замисли. можеш. Па е она внатре како се чувствувате. Зашто никош прегланото во одредена психичка состојба, па е до менталниот склоп во тој момент како се чувствувате. Ако во тој момент се чувствуваш ментално дека тоа пегланото не го приметуваш дека е пеглано, Да, не да. е пеглано. Ако ти мислиш дека е не го непеглано гледаш и така. мислиш дека другите те гледаат дека си непеглан, тогаш Бога ми и така се чувствуваш и така зрачиш. Така. А вака ако мислиш дека непегланото е пеглано, а сега А Бога ве ми учеле ли смета. да бидете гласни или дека треба чути си? Мене да.
Тебе те учела Мене да да, бидеш и баба гласна? ми и мајка ми, да. Па такви беа, гласни беа. Да си Гласни кажеш се што ти бореа фали, да ти кажеш што ти смета. Другата баба не, ама мајка ми дома и баба ми такви беа гласни. Они кажуваат тоа што не им се допаѓа, разговараа на еден таков, мислам, не дерење, него гласни беа и доминантни да зборуваат за тоа што не им се допаѓа, за тоа што треба да се промени, добро, за убаво. редот и така натаму. Убаво, Јас кај сум тебе? така воспитана. Така, гласна да бидеш или да се ќутиш? Не, па? мојата баба беше така бунтовен тип како мене, мајка ми е една баш онака дамска жена и она никогаш се нема, не знам, развикано и слично, така да да... го повиши гласот. Да, јас затоа имам две личности, малку сум на мајка и малку Подвоена на баба ми малце. по потреба. Добро? Јас Гласност морам да од кажам каде, цури? нешто. Тоа е сега кој ќе кажам и ќе се препознат, леле, моите кои ќе гледа емисијава. Значи, секогаш го имам истиот одговор од многу вака што ме запознаваат, познавајќи ги моите родители. Колку фини родители имаш. Следи ја са работа. Се препознавме. Да. Значи, Следи тоа значи бат. немам зборови татко ти колку е фин и мајка ми е една толку тивка жена, сите ја знаат. А тоа тотално сме различни. Ама толку се фини работава јас. Како На сум. кого се метна? Значи, јас такова баш на Ама кого јас се не метна. гледам ништо лошо во тоа жените Па да се нема гладни, лошо, сигурно. гласни. Па добро Ја и не викам гладни. сега. Види, лошо е да се гладни. Се збуни го гледам Кашкавалчево тука Осоговски. Зборувам дека жените треба да застанат позади тоа што го мислат. Гласни не значи тоа да се дерат сега, да бидат Да. хистерични. Да Туку кажат своето мислење. Да, зошто па да трпиш во себе, нешто не ти Па се добро. допаѓа да се јадеш во себе, кога можеш на пример многу побрзо тој проблем да го ставиш на нели, маса. така, но порано нели вистинската, односно вреднуваната жена е таа која што нели се жртвувала, била измачена, била тивка и некако нели ја ставале на пиедестал. Многу е измачена, многу трпела, вреди. А не нели дека ако е гласна, ако е Па добро, вредна, ако такви биле можеби такви и биле сега. времењата, Времењата да, биле затоа и такви. викам дали Мислам сега дека е скроз. во минатото, да, тоа било по дефолт, као мораш Да. да си Да, да кјутиш, да, да. кјути трпи, Се подразбирало. народски кажано. Трпана, највредна Но јас жена. мислам еве во денешно време, ако некој маж заслужува ти да си едно цвеќенце, ти ќе бидеш. Ама ако тој маж ти ја вади душата, па ти да си најмирната ќе прозбориш, Ќе мислам станеш дека. кактус, ќе замоскаш. Да, тоа е така. Да, да. Јас паметам, па моите родители не можев да ги видам да се караат и тоа не можев да сватам како овие некако не се караат. За разлика од мене која од секогаш бев така побунтовна и во школа, и во училиште и така дале. Ама еднаш кога во Крушево ги фатив и ќе си се потсетат, пошто имаме таму куќа нели по мајкчина страна и куќата е, знаете, крушевските куќи какви си, ги гледам во една од собите таму горе, нешто се расправат и тоа вака убаво се расправат, на влашки го фатив, разбрав све. Значи се расправале, не е дека не се расправале, ќе си признати они, арно ама не дозволувале ние некако многу во тоа да, затоа што верувајте ми дека од овој го гледано би се насекирала зашто се расправат. Јас сепак го гледам тој нивен пример како една убава сепак приказна кој ден денеска сакав да ја пренесам и ја пренесов врз моите деца. Значи сепак е убаво да ако имате одредени неусогласености, што сигурно ќе ги има, тие да ги решите некако, а па се не мора баш толку да се рефлектира и врз децата, затоа што тоа верувајте ми, јас како лекар сега дури го гледам, страшна реперкусија има врз децата. Го применувате тоа правило? Кристина го применуваше да не се расправате пред малиот? Па Кога затоа бевте што заедно? другата страна не го свати тоа, затоа и се разделив затоа што сакав моето дете да расте во здрава средина и сега моето дете веќе полни 9 години е со Дечко здрава и пол. психа, насмеан, среќен и нема допирна точка со ништо што е лошо и тоа мислам треба да е мисија на секој родител. Така, одлично. Го применуваме, да. Го применувате. Знаеш како, некако сме во години, пошто изрели влеговме во бракот, јас веќе на Така, 30, тој 43 години. Некако некои тие валја детски болести беа поминати. Што убаво, кажи им, значи да Убаво, си земеш да, зрел да, маж. точно, Не да точно. го растеш, кажи Кристина. Не мора да е Согласна. правило, јас барем така сум сакала. Зрел, Да, изживеал, Точно. све видел, сега може да се Така е, договори. и ние тие работи ги немаме како ситуации. Така. Сега се разбира, не дека сме исти, па совршено сега се сложуваме за се во животот, дебатираме, зборуваме, имаме различни мислења, ставови, ама немаме
моменти за што да се расправаме за да има драма и сцени пред децата. Ама сакаме ние жените така како си мило, Добро, да без чачнеш драма, малку, малце, така. Да има живост. Да се случува нешто. Това е симпатично до одреден степен, сигурно. Деца, пуштајте на гласно цртаниот нешто да му кажам тато. Или па укола, да си се расправаш укола. Или со па добро и пораки и со се можни Се има сега големи пораки кои не се справање. Пораките сум ги заборавила. Па гледаш. Кажеш да уклучуваш големите букви, Онака е е. јасно. Реферат. Да, стварно ние жените пишуваме реферати, никогаш не одговараме. Мажите не читаат реферати, значи Ебе, не ги интересира. читам многу психологија и ме интересира и нормално психологијата си ја применуваш после тоа нели на партнер да видиш дали е вистина. Добро. Кога ќе напишеш реферат, добра, кога ќе пишеш 2 збора, значи тоа. Реферат на Значи крај да видиш да ти како го напише. чита навечер пред спиење. Готово, Ама 2 ако му збора значиш. викаш овде гори. Да, Сега овде толку. гори. Ето. Добро, нив им треба малце поише време за процесирање, нели? Добро. Да, мажите се Процесирањето. едноставни всушност. Ние сме комплицирани. Така, добро, стигнавме нели до партнерите. Сега има едно правило кое што за жал не би требало така да е. Вика вака дека жената кога ќе се омажи, велиме нели жената се омажила добро и мажот се оженил добро, но не се мисли на исто нешто. Например, кај мажот се смета дека тоа е додадена вредност, ако се оженил, нели? А за жената тоа е потврда дека вреди. Сега тоа се Да. двојни арши. Баш двојни. Моето мислење е вака, јас малци како по вака, ајде да кажам со искуство, да не речам повозрасна, би кажала дека во суштина сепак спојувањето на мажот и жената треба да оди сепак спонтано и да оди по принцип на заедничка симбиоза, значи да биде и од едната и од другата страна аршинот погоден. Значи не може да кажете дека сте се погодиле ако и едниот и другиот имаат сепак одредени неусогласености кои што со тек на време се балансираат, ако се избалансираат, тоа е добро. Не знам зашто жената би била додадена вредност во зависност од тоа мажот што е и како е, односно партнерот што го избрала каков е. Зашто добро, секој мажот од нас сигурно дека различно ќе издебатира на темата. Например, за мене би значило да ми биде погоден во делот во кој што стварно ќе има муабет. И после како поминува времето, тој муабет е многу важен. А сега другиот дел во однос на образованието, секој од нас е нели, како да кажам, она што го сакал го правил во животот, па ќе кажам без терање, без никој да ве тера. Ако само со ваша интерна желба Сакам тоа. да кажам дека мажот нели од кога ќе се ожени, некако му расте цената, му расте вредноста, жената кога ќе се омажи, тоа е потврда дека она, добра е. Некако од тој тип да речеме. Постигнала нешто. Да, дека постигнала нешто во животот или дека Па се се менуваат потврдило овие дека ваши дека теории, се да ви кажам, вредило. со тек на време. Сега да кажеме, браковите се склопуваат многу подобни. Гледате сега како се смени и возраста околу раѓањето на децата, така да во одредени сегменти не она како што го кажувате, оваа теорија би важела можеби малку во еден период претходно, сега е веќе друго. Сега веќе и жената си сака потврда, а понатаму и мажот преку жената да добие. Па не знам зашто да добие потврда, треба веројатно да си ја сака за да си биде среќен. Значи среќата е некако од љубовта што би дошла меѓу нив кога ќе се добро, вака, сега кога ќе се зборуваме чукнат и така. кога ќе се спојат. А све е друго. Дека второ. зборуваме за вредноста, некако жената кога ќе се омажи добива потврда и поголема вредност во општеството, да речеме, а Да, мажот се уште без се разлика, служам со така? Снежа, да, дека Без се уште разлика. постои таа Можеш да продолжиш, да. Постои, се менува, ама постои дека не се омажи или треба да се омажи или зошто не се омажи. Јас имам сестра која што има 37 години, не е во брак, си ужива во животот, има супер професија реализирана и се уште ја мачат прашањата, односно и се поставуваат прашања, а зошто, а кога, а што чекаш? Прават ли разлика меѓу еднава и другава сестра да сте чуле Бојана си се омажи добре ова? Не знам, не сум чула, не сакам ни да мислам на тоа, не сакам ни за да и го тежи тоа, Така, ама се уште сме такво општество, се менуваат нештото, не мора да се подразбира тоа, али се уште на жените им стои тоа дека треба да дојде до тоа. Јас не се сложувам, не е секој за се, баш има и многу врски и да речеме што имаат и деца кои што не се во брак, а супер функционираат. Па добро мислам исто и од типот, нели, ај да била добра, она ќе се земела. Мислам нормално дека тоа не треба да постои, но таквата предрасуда или стереотипот, нели? Да, За жал, постои се за жал, уште. Јас постои мислам се дека уште. се уште постои, да. Така. Кристина, ти што Јас имам мислиш? друга теорија. Ајде.
Во денешно време, социјалните мрежи и се што се случува во светот, луѓето живеат за да се докажат. Значи, се е лажно. И да, многу има што се мажат или ќе се оженат, но сето тоа го прават поради другите, баш за да кажат ете го се омажи, а што прават во бекстејџот, тоа е веќе друга тема, така да јас тргам од себе си. Значи, јас и млада се разведов затоа што јас не живеам од нешто лажно, ниту поради некој друг. И тоа е тоа што треба сите да гледаат. Вредноста е кога вистина си тоа што се представуваш, а не лажна слика, затоа што ти одиш да спиеш со вистинската ти, не со тоа што е на социјалните медиуми или ако му правиш на мажот во позадина некои работи, ама комшивката ќе каже Види ги што убави се срцина. Еве ги на слава беа заедно. Да, што им е убава сликата на профилот? Заеднички профил имаат. Заеднички И обавезно. со име. Да. Тој та И со децата обавезно. Значи, Така, и кога ти честита, многу се интересни кога меѓусебно си честитаат роденден на истиот профил. Леле, тоа не сум Срцка те патила. сакам и он пишува Тоше Снежана Стојковска и браќа Тоше Снежана Стојковска фала ти Златен. Да. Не, никогаш Тоа се не. лаги, Тие се тоа лаги. не го разбрав никогаш. Па, еве, не Зашто знам се зашто е заедничките заедничкиот профили, не профил, знам. не знам. Дали е некоја контрола или пак страф од нешто, не знам, не го разбрав тоа. Не знам. Не дај Боже да имаш заеднички профил, драк ти остане тоа добро. Сега, моментот на развод исто така е на некој начин оценување на вредноста или подценување на вредноста на жената. Нели, до вчера сте биле заедно, се е во ред, од денеска е разведена, со поинакви очи ја гледаат. Имаше ли такво чувство ти, Кристина, дека се случи тоа кај тебе? дека јас со поинакви очи го гледав Дека партнерот тебе те или дека гледаат мене? со поинакви очи откако се развед? Не, па мене цел живот сум имала завидувања, па ми беа они завидувања што во моментот неголемата балканска звезда ми беше маж. Па потоа изошто се, значи нема тука правила. Беше ли ти виновнаш дека се разведовте? Па во првите години повеќе нападите беа врз мене. Така. Затоа што нели јас сум таа што е помлада, 13 години, која што веројатно, но дојде момент и ден каде што вистината секогаш доаѓа, малку е спорано, подобро да си исправен отколку трпение. Тоа е тоа. Баш убаво. Да. Цуле, кај тебе како беше случајот? Јас сум разведена доста долго време. Не мислам дека разводот е пријатна работа и ден денес. Сметам дека тоа е нешто што кога ќе ви дојде, ќе морате да си го носите убаво со себе. Од икс причини може да дојдат причините заради кои се разведувате и тука кривецот никош не можете да го кажете ова или онај. Јас не прифатив никогаш, ниту па ќе прифатам, ниту па мислам дека и другата страна прифаќаше дека е некој од нас крив. Едноставно дојде и двајцата доктори бевме, уште сме, и тоа реномирани двајцата, меѓутоа едноставно дојде одредени ситуации во кои што мојата личност не можеше да истолирира одредени работи од другата страна и сум многу среќна, бидејќи малку во таа традиционалност веќе излегов. И тогаш тоа излегување, ова трпение што го кажувате, беше дали доволно истрпев за да излезам. Тоа е првото нешто, а второто нешто сега од ова го гледано сметам дека подобро децата да растат во здрава средина каде што и мајката и таткото се задоволни, значи и едниот и другиот се задоволни, да нема многу расправање едни со други од икс причини, значи не усогласеност во карактери, веројатно одредена така наречена, од моја страна немало компетиција за дали треба да биде најдобар, јас сакам тој што е покрај мене да биде најдобар. Јас сакам и тоа и останува и понатаму како приказна во која што значи тој покрај мене треба да биде доволно добар за да биде покрај мене, значи не само за да биде покрај мене. Така да тие сите работи кога ќе ги видите и кога ќе ги ставите на кантар, подобро да сте внатре вие среќни и да не сте во брак, подобро среќен развод, отколку несреќен брак во кој лажирањето на општеството се уште не ги наметнува тие стигми, но не почнаа ли седи да ве тука. гледаат поинаку? Не знам, ако сте работеле на исто место Па, поинаку, клинички сме работели, уште работиме, да. Па под око, па не знаете, знам, шушкањето. Сигурно гледале. Кој бил сигурно. виновен тогаш во нивните очи? Цули била виновна или други? Па, знаете како, ако веќе го анализираме од страна на општеството, секоја жената треба да е виновна. А не знам зошто. Да. Треба Не се да тие, е, не рекова, знам. али дали јас осеќам така, тоа друга работа. Сега докажувањето и покажувањето на нештата времето ги. Пак тука е веќе онаа страна во која што треба да оставите, во која
Практично самото време ќе покаже кој на која страна бил и кој бил во право и кој не. Јас, например, сега од овој агол гледано, јас сум среќен човек. Од повеќе агли гледано, ама пазите, тоа бара да се собереш добро, да покажеш една стамина и уште нешто што е многу важно и што сум стрикна, не потрчав одма по многу ситуации кои што излега веднаш на пазарот, што би се кажало. Па имате одма ситуации, вие сте добро удавача на свој начин, нели? Фала Богу. Елем, но не мислам дека тоа треба да биде нешто во кое вие собственото задоволство ќе го барате, туку ќе го барате задоволството во кое и вашите веќе деца, кои имате деца, тогаш веќе е друга приказна. И знам дека многу сум срекна, и тоа сите веќе знаат, затоа што имам две ќерки кои се исклучително успешни, а за тоа сепак седи голем дел од инвестицијата што сум ја давала во периодот кога практично стана после развод. Значи не е едноставно. Кривицата секогаш ќе биде вака или така, се менуваат нештата и кај нас сега веќе не е како порано, и во западниот свет многу понормално било тоа. Дури јас се сеќавам, бев во Америка во еден период со двете ќерки кога ме прашаа, ево стално кај вас по нешто посподелувам по прв пат, али тоа е подобро да биде. Нели они имаат прашалници кога ги одговарате кога влегувате во одредена институција да работите. Јас тогаш во Джордж Вашингтон Универзити влегувам. Не вика со вашиот статус е, и ми ги набројува, и кога требаше да заокружам разведена, тогаш сватив дека не ми е пријатно. А се река, окей, divorced us. И гледате дека всушност тоа е уствари нормална работа, значи одредени фази, етапи низ кои што поминував, не бе едноставни. Меѓутоа, веројатно во карактерот, сега од ова го гледано, ме склопи добро и ме направи уште посилна. И пак веројатно работите се случуваат на такви кои што може да го истрпат тоа. Имате луѓе кои што све може да истолерираат, само за да некако статусот не им биде сменен. Тоа нема шанси кај мене да се случи. Ако треба мојот статус да биде нарушен од други агли во кои во мојата глава перцепцијата е другачка, тогаш веднаш постапувам како што јас мислам. Така е, сега го спомна моментот нели од после разводот и најчесто веруваат дека жената која откако ќе се разведе е многу ранлива, нели? И дека тогаш не си ја знае вредноста и многу често бива искористена, односно влегуваат, нели, некакви си ситуации други. Ситуации во кои што тогаш како, кој ја учи тогаш жената, колку вреди кога веќе ќе се разведе, а не треба, нели, да, еве како што речето, најдам на првата прилика. Кој е тука подпорат или кој може да биде подпорат? Јас бев прилично млада, 22 Да. години имав кога се разделив. Во тој момент, бидејќи многу работи ги испуштив, затоа што бев во брак и бев посветена на домот и на сопругот, јас морав да запишам првиот факултет, да земам возачка, да земам неколку различни стипендии, лиценци, да работам паралелно и да едноставно, да не се лажеме, тоа е навистина психички тежок период и треба и да се излечиш од сето тоа и да излезеш, нели, здрав, за да бидеш пред се и за своето дете, затоа што мојот син во тој момент имаше година дена и ти си дете, имаш дете и имаш трауми. Така да немав јас време за некој да мислам на некого или пак некој да ми искористи. Едноставно, јас да сум таков тип, не би се омажила на 17 години, него би си живеела живот кој што е слободен. Така тука беа мама и тато, предпоставувам, кои што ти ја даваа поддршката и ти кажуваа колку вредиш и дека треба да продолжиш. Па мајка ми, татко ми и брат ми, тоа се они се што сум јас. Без нив не знам искрено како се тоа било поднало. Така, одлично. Сега исто така има едно правило, типот види со кого била или види ги поранешните, па ќе видиш колку вредела. Може ли да се вреднува жената во однос на тоа со кои партнери биле или какво им е бекграундот на партнерите? Може ли по тоа? Мислам дека кај тебе е добро доктор бил. Јас само извини Бојана, вака се пошто сум индиректно прашана, морам да кажам. Јас и сега сметам дека интелигенцијата на двете ќерки дошла од двајцата, тој уште не е глуп. Нема. И морам да кажам, во мојот случај исто многу ми се најдоа родителите, но и неговите родители. Супер. Така да секој има своја приказна, знаете, секоја ситуација, секој партнершип си има своја и после разделбата приказна. Во мојот случај, до последен ден, јас и ден денес, как ја споменувам, мајката негова или мојата бивша свекрва, како човек кој што беше покрај мене. Точка.
Прав. И не сакам збор да се каже за таа тема, и тоа Еднаш го сна, знаам. секогаш сна добро. Ама, Добро, Кристина, значи секој јас си- почитувам луѓе почитувам и таа беше Ништо не човек кажи. према мене. Заврши тука приказната. Како било ни јас, тоа е друга. друго нешто. Дали му посакуваш си најдобро на поранешниот? Се да биде најдобар? И уште повеќе од тоа, он е веќе добар. Добро. Али не е подобар од мене. На тоа чекам. Па сега. Добро. Во денешно време професијата и јавните професии некако се баш онака на тапет дека сме ужас, се е најлошо, но јас имам запознаено низ животов од други професии кои што баш се онака културни според општеството, а ги прават истите, па дури полоши работи од јавните личности, така да се е до човекот. И мислам дека не треба да се гледа така, дали бил пејач, дали бил механичар, дали бил, не знам, доктор. Се е до човекот какви вредности има, што носи во себе си. За мене ништо тоа не значи. Добро, а во однос на поранешните, значи има ли тоа правило? Види какви ви се поранешните, па ќе знаеш колку вреди. Не, сметам дека не, затоа што сите ние во животот имаме различни фази, различни созреваме, се осознаваме, значи сигурно не размислуваме исто на 17, на 25, на 40 и така натаму, и затоа некои избори можеби од оваа дистанца не изгледаат смешни. И никогаш не би ги одбрале нели на 41 година. Не ме гледај мене. Мислам да изборуваме се онака како женски, нели? Сите имаме Али дали некоја искуства. полка во животот. Така да мислам дека тоа е многу малограѓански да некого, не знам, го определувате заради неговиот претходен избор во животот. Сите ние имаме минато, сите ние имаме грешки и правилни, не знам, избори понекогаш, ама тоа не прави тоа што сме во моментот како личност. Така да треба од тоа да се избега од тој шаблон, да речам. Иако нели не е лошо понекогаш да се размисли во кој во какво друштво бил, ако тоа не е некое опасно друштво, зборувам. Да. Нели со разни пороци и така натаму, тоа е фино да се знае, ама не те определува генерално. Барем според посакуваме, мене. вие двете на бившите све најдобро им посакуваме. најдобро. И далеко им На сите, лепа така куќа. е. Така од Тетово викаме. Се најубаво што подарок. Далеко има Се лепа на куќа. има, па да, тука да. Видите, нема да не заборавиме една работа, таа мора да се подсетуваме дека сепак се биолошки татковци на нашите деца. Да. Ама јас не барав биолошки татко. Не, јас ниту па барав ја, ниту сопруг па ја, и но татко. се. И татко, да. Не, да, истото. Исто, јас тоа го кажувам затоа што сепак генетиката, дури јас имам една ќерка што живее во Лондон, она копи-пейст физички на таткото. И кога го одам таму, кога ги се насмее вака. Ево га туј е. Но мислам дека докторке Тука е постои. Докторке, извинете што ја прекинувам, мислам дека таткото не треба да заборави дека е биолошки татко. Така и тоа, така го се Јас слагам. многу добро памтам со кого бев, но да, се е до родителот, не е Така е, до жената човек. или до мажот. Малиот личи на тебе? Поделено. Поделен. Но има талент за пеење. Браво. Да, но сака да биде судија, а ми кажа дека ќе пеел за душа, само не сака да наплаќа, но сака да е судија. Добро, судија кој пее. Добро Ќе рентира. носи. Добро. Добро, значи ќе треба да одиме на реклами, ама чекај само да видам да ви дадам избор или, значи ако треба да одберете, значи какви жени вие би биле. Го имам тука изборот. Значи вака. За сите е. Значи дали попрво би одбрале да бидете фатална жена или опасна жена? Цули? Уф, опасно се знае. Опасна, добро. Тоа не иде заедно. Не иде Фатално заедно, опасна. некако иде. Да. Па би била опасна, да. Опасна. Фатално. Фатална, добро. Се јави другата баба. Не оваа баба Кита беше опасната, добро, окей. Значи да бидете среќна жена или признаена жена? Што би поправај од Кристина ќе тргнеме сега? Среќна жена, затоа што признанието не ми значи од луѓето, едноставно од тие што јас ги сакам и околу мене, секој може да каже се, но најбитно е да си среќен. Добро. Бојана? Среќна жена, зашто не би можела да живеам поинаку. Одлично. Не би можела да живеам фейк. А можам да живеам само ако сум среќна во тоа нешто. Цули, среќна или Апсолутно признаена? среќна. Среќна. Апсолутно. Да. Не ни треба признание, добро. Сега, ова. Да бидеш омразена, ама праведна, или да бидеш неправедна, ама сакана од сите? Апсолутно
Омразена, ама праведна. И тоа сум јас. Вика цули. Добро, ти Исто, Бојана? омразена, а праведна. Така? И често пати сум се содрувала со тоа. Ама пак се доаѓа на моето после. Како рековме, водолијата? Да, се излегува. доаѓа на моето после. После не сум омразена. Така. После веројатно доаѓа. После да, во право беше. Да. Добро. Најубаво е чувството кога ќе дојдат и ќе ти кажат кога ќе ти се поклонат, а секогаш доаѓаат сите тие што зборуваат, така да и да поминуваш тежок период, секогаш кажувам, баш на другарка и кажав пред некој ден, што и да ти е тешко на шминка и си излезе никој нека не примети. Така. Значи омразена. И ти би омразена, ама праведно. праведна. Добро, ајде сега. Да бидеш убава и згодна, ама не толку интелигентна, или да бидеш паметна, ама поприлично неубава. Тешко праќање ова. Спојка некоја. Чекај, а паметна сум, ама поприлично неубава. Поприлично неубава. Ако си паметна, ќе се направиш поприлично Така убава, има дека се разноразни најде, да. начини сега. Да. Сега не знам колку поприлично, значи тоа поприлично неубава. Не се Гризелда од пепелошка. Гризелда и Анастасија. Не се поправа, да речеме. Ау, па не знам искрено да кажам. Пошто многу ми е важен изгледот во мојата персона. Мислам, не дека ми е најважен, ама ми е важен. Значи, Апсолутно. многу ми е важен за мојата самодоверба и за тоа како јас се гледам себе си, како се чувствувам, како настапувам, како ширам енергија. Не знам што да одговорам на ова прашање. Јас и кога еве едното и другото би ги избрала затоа што ако сум убава помалку интелигентна, тогаш ќе се едуцирам, а ако е обратно естетска хирургија и тоа е тоа. Ма вика непоправливо било тоа. Непоправливо. Непоправливо? Непоправливо, бе, не може. Сепак да сум паметна, сепак. Да сум паметна. Добро. И едното и другото се слагам тука со двете мои драги пријателки дека е важно да изгледате добро, дури и во професија која што бара да речеме професионалност како што е мојата, меѓутоа сепак дрес-кодот и оној изглед кој што го ставате како впечаток пред, еве јас конкретно пред пациентите и воопшто и кога ќе излезам и било каде ми значи. Не кријам дека не ми значи. Значи што одбираме сега? Паметни ќе бидеме и помалку убави? Јас бирам паметно. Паметна. Секако паметно. Паметно Ама некако мора сигурно да се поправи тоа неубавото. Ќе се помне. Ќе смислиме. Сигурно А да јас се сум поправи. паметна, ама она неубавото. Кога си паметен ќе најдеш начин. Харизма да си има, Да си има, ако сте убави, харизма. Да си има, да. Тоа нешто. Харизма Звезда. ќе освоиме. Добро, одиме малку на реклами да одмориме и се враќаме. Нешто конкретно. И еве се вративме. Значи остана уште неколку сегменти кои што не ги опфативме, кои што ја даваат вредноста на жената, иако се допревме тука некаде до сите. Например, една од нив е и професијата, и изборот на професијата. Има разлика тука меѓу родовите, нели, која професија, жена и маж во иста професија не така исто се вреднуваат, но нели и во самиот сегмент на тоа на која позиција е дури кога работи во иста област, исто така некогаш се зборува поинаку за моралните вредности на жените, за разлика од мажот, не му се става на него никогаш во прашање моралот, а на жената, само заради тоа што е во таа професија. Да не алудирам, иако знаеме докторите, сестрите, докторките, некако докторот му се простува се или воопшто не се спомнува, но за докторките, за жал, а посебно за сестрите има тука големи коментари. Па не знам зашто ги заборавате докторките, ни тие не се ставени во ситуација да се побенефицирани, затоа што секаде има се и се што. Но јас лично сметам дека, да речеме во мојата професија, си како што дежурам и како што пак зависи од човекот како ќе се постави, она што викаат атитюд, каква поставеност и каков перформанс ќе дадете. Значи, сепак од другата страна на приказната ве гледаат како ќе се поставите во однос на вашата улога, на вашата професија. Јас, например, веројатно имам таков став некој во кој што знам кога зборувам што кажувам и тогаш тоа воопште не прави разлика меѓу машкото и женското, дали е маж доктор или жена доктор во делот на мојата професија, но морам да кажам дека сепак би очекувале евентуално да биде маж доктор. Нели? Да, добро. Ама пак е тоа
културолошко некое се уште размислување, кое морам да признам во последните времења, како што сите работи се менуваат и целокупното, да кажам, целокупното влијание и светско веќе се менува и кај нас почнува да се менуваат нештата и веќе жената станува одличен хирург, одличен интензивист, одличен, да кажам, во мојата професија, па и во сите останати професии. Биологијата е таа сега, не можеме ние хормоните да ги смениме. Имате маж и жена кои што имаат различни хормонски статуси, но тоа не ги прави помалку вредни жените. Дефинитивно. Еве, јас лично сметам дека можам да се носам со многу работи, не мислам дека можда во се треба да се носам јас, понекогаш убаво да поделите и некоја улога и на да кажеме на машка страна, но мислам дека апсолутно еден добар лекар не мора да значи дали е маж и жена, кој е добар и веднаш го препознавате тој. Така, ама кога се спомнавме лекар, значи обично е тоа во машки род, нели? И сега така е. Мене не ми Така, пречи искрено, кога ќе се каже нели доктора Спасија Да. Софијанова лекар, воопшто не ми пречи, но некои потенцира тоа дека е лекарка, дека е докторка. Да. За да се потенцира вредноста или што? Да се направи некаква разлика меѓу маж и жена? Па се уште стојат тие корените такви работи од минатото, но се повеќе мислам дека улогата на жената добива. Немојте да мислите дека на други места е различно. Секаде е тука некаде. Се уште жената се бори за својата професија да биде the one. Да. И тука не велам дека само ние сме како, да речеме, општество во овој дел од грутката парче земјината топка дека е различно. Исто и во Велика Британија, исто и во Америка, и таму има разлики во однос на жената и мажот, и таму улогата на жената се повеќе и повеќе стапува на сила. И да ви кажам дека ако нашиот глас на жените кои што стварно ја носат во себе таа јачина и тоа го покажат, веќе почнува да се изедначува тој дисбаланс кој што постои со лекар-лекарка. Добро, исто со пејачка, значи на пејачката секогаш и се става во прашање моралот, Да, и се става секогаш. во На прашање пејачките па први. однесувањата, нели, во однесувањето, во облекувањето, пејачите не го немаат тој притисок. Така е. Па тоа е таа стигматизација на жените во општеството. Тоа е кај нас па во јавните професии, особено еве пејачи, водителки и така натаму, тоа е како по дефолт. Значи, постојано тоа се под знак прашалник. Да. Постојано некој тоа го анализира, слушнал, видел, гледал, мислел, предпоставил, мора да е вака и така натаму. Ама ако си свесен сам за себе, ако си и тој што е до тебе, партнер или твојата најблиска околина те познаваат, тогаш немаш проблем. За да ја работиш оваа работа јавната, треба да си навистина силен карактер. Затоа што ако не си силен карактер и при секоја мала забелешка, шпекулација, коментар, реагираш или си ставаш при срце, тогаш не можеш да се занимаваш со оваа професија. Треба да ја разбереш професијата и дека тоа е дел од сето ова, особено како жена. Затоа што ние жените со јавни професии, особено од естрадата, треба дополнително да се бориме пред се со предрасудите кога бирате партнер. Така. Како партнер ќе одберете? Дали тој ќе ве разбере? Дали е доволно зрел за да ве разбере? Дали е доволно реализиран да ве прифати со вашата професија? И апелирам на сите мои колешки, помлади и жени кои што занимаваат со јавна професија, да го бират најдоброто за себе. Немојте да се приспособувате спрема предрасудите на општеството. Да, заслужувате да имате партнер кој што ќе поддржи, заслужувате да имате човек кој што ќе ве сака какво што сте, заслужувате да ве прифатат со вашиот талент и сето она што го носи вашата професија. И да, такви мажи постојат. Може би се малку, но постојат. Така. И не е проблемот во жените што занимаваат со јавна професија. Проблемот е во слабите карактери на мажите кои што не можат да се справат со тоа. Одлично тоа. Така да жените во оваа професија треба да бидат храбри и да целат кон тоа што сакат, но и да бидат грижливи сопруги, мајки, да не го заборават тој дел. Затоа што може се одеднаш да се створи. Така, да. Добро, Кристина, ти имаш едно такво искуство, да речеме, но го имаш и сега искуството, нели? На некој начин си водител, така?
како е кај тебе, нели? Имаш до себе партнер водител, но верувам дека не ве гледаат исто, така? А не, јас сум бренд лице на државна лотарија, не сум водител. На сите игри на среќа. Што се однесува до машко-женски односи и како е, нели, машкото, како го славуваат, како жената, тоа е вистина така. Кога ќе се роди, ми се роди син, па тоа се пука, се слави, нели? Друга ми се роди керка. Нели? Значи, тоа е самото раѓање. И некако машкото, самото раѓање му е доделено. Тоа е машко, тој може, тој не мора ништо. Он се родил и машко и толку е. А жената мора константно се докажува дека она може и да е паметна, дека она може и да е физички јака и да е психички и дека не е паметна. Така е. И жената константно мора да се докажува и да се бори во општеството, а мажот едноставно е маж. И тоа е така и мислам дека тешко тоа ќе се промени. Ајде со подароците прво да почнам. Значи, чекај да видиме овде, Осоговски млечни производи, 35 години се на пазарот, значи за убави муабети, тука имате кашкавалчиња, сиренциња, повелете. О, фала. Да. Приматекс, овде имаме професионални средства за чистење, можете да ги проверите на онлайн страницата Прохигиена. Еве вака. Секој ќе добие, ќе добиете сите и од винцето за харчев, значи го пробавте, станушина, типична македонска сорта. Да сме живи здрави. Да сме живи здрави, ти пошто вака не спојува, живи здрави. Значи здрава храна, алченеро, значи овде органска храна, повелете. Многу важна исхраната. Да, многу е важна исхраната. Рековме да се негуваме да бидеме убави Ладрија козметик, тука имате по една дневна крема. Повелете, сите ги имате. Лоренти, значи ова е наш нов пријател, овде имате козметика за тело, што е ова скраб еден, ќе видите. Се ќе пробаме дома. Ќе пробате. Се. Влошки белапац, важно е какви влошки користите за здравјето на жената. Флорадикс, значи Флорадикс, тука мислам дека имате витамини и имате артичока за детоксикација. Значи сум ви дала многу подароци. Се не спреми да чистиме и да се не губиме. И витамините се за една имате, жена. значи се, значи додадена Вака треба вредност. животот да ни изгледа, впрочем. Впрочем, гледате ли вака да се дополнувам. И сега последното прашање. Почнавме со бабите, да завршиме со бабите. Вие еден ден кога ќе имате внуци, пошто сакате тие да ве паметат вас? Што да речат за баба Кристина, за баба Бојана, за баба Цули, значи, да речат, баба ми беше царица, не фермаше никој, баба ми беше посветена, измачена жена што за сите се жртвуваше, или баба ми стоеше цврсто на нозе, кој не ја знаеше скапо ќе ја плати. Ајде, ти како би сакала внуката утре да рече баба Кристина? Кој не ме знае, скапо ќе ме плати. Добро, бабо. Бојана? Пода. Царица да видам. Царица, не фермаше, никој си тера. Па таква и сум. Така, добро. Цули? Јас имам веќе два внука кои ги поздравам, Михаил и Лука. И тие се толку убави, леле. И веќе едниот почна да ми кажува, доста знам дека ме сакаш кога ќе ми се на телефон, пошто јас многу сакам емотивно. Така. И многу реагирам на нив емотивно. Тоа е дури гушам од емоција. Морам да признам, еве, знаат и они самите и на телефонот дури еднот кој ќе се ви знам дека ме сакаш. Сега што треба? Значи веќе тоа како да ви кажам. Добро, значи баба Цули пошто ќе ја паметат? Ќе ја паметат сигурно, подалеку од неа пошто е опасна. Али е царица. Добро, ви благодарам. И имам и други. Да, секако. Ви благодарам ужива во разговорот и верувам дека пренесовме една убава порака до сите жени. Ви благодарим и на вас и на... Ти благодарам што ме стави во оваа комбинација и што на оваа тема баш можев да зборувам уживо. Фала ви многу. Ти благодарам што ме покани и уживам да ги гледам твоите сторења. Океј. Се гледаме следната сабота, бидете со нешто конкретно. Поздрав! Нешто конкретно.